Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на дневно-политичкиот магазин За или против. Религиите и политичките калкулации или верата и политиката, како сакате, можеби не е најконкретен и специфициран практично наслов на емисијава вечерва, барам во првите минути додека уште не знаете за што ќе дискутираме, меѓутоа во текот на интервјуто сигурна сум дека ќе биде разбирлив, заради тоа што пред имам соговорник кој што е сериозно искусен, познавач на ова што ќе го зборуваме, човек кој што верувам дека ќе го задржи вашето внимание и вечерва. Станува збор за поранешниот муфтија и теолог господинот Плуми Велију. Добар ден, добро вечер, добар ден. Како и да е, денот ни трае подолго секако. Добре дојдовте во За или против. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Да, ова е тематска вечерашна емисија, меѓутоа не може да не ги споменеме и да не ги скоментираме оние дневни актуелности и случувања, например она кое што попладнево практично ги раздвижи, да речеме, медиумите, новинарите, и дневни информативните изданија почнуваат со ово случување во Советот на општина Кочани, каде што советникот Акија Киевски практично во обид да се пресмета со друг од советниците, предпоставувам, замавна се случи физичка пресметка, замавна со шише, повреди колешка во рамки на Советот, заврши жената во болница, па потоа следеа партиските политички препукувања, имено СДСМ, бидејќи Акија Киевски е дел од коалиционите партнери во Советот на Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ се огради од него, велејќи дека е практично само член на партија која е нивен партнер. Обвинувањата од владеачката партија следува логично. Како ви изгледа ова како би го искоментирале Ива, вие од вашата перспектива? Па јас сега разбирам, пошто го дознавам ова што се случило, пошто патував директно од Битола тука. Нормално е СДС секогаш да се оградува од тоа што не му одговара. Јас не сакам да држам страна, меѓутоа тоа е веќе видено или веќе видено. Така да, прво и основно, се работи за советник во една општина, значи општина Кочани, нели така беше, без разлика, било да е Кочани или било каде, меѓутоа веќе општина Кочани е една поспецифична општина кај нас во моментот, заради сите тие трагедии, немили случаеви што се случија, и за жал има толку многу нескрупулозни, безобразни луѓе кои од сето она што се случи во Кочани, од целата несреќа која се случи во Кочани, во секој случај главата им работи само да можат и од тоа да профитираат нешто. Јас најверојатно, пошто не знам што навистина се случило и која била причината на таквата реакција на советникот, меѓутоа сум убеден дека тоа е причината и ништо друго. Во секој случај е срамно за да се појават веќе во јавност таквите личности, било да е Аки, Петко, Трајко, Асан, ич не е битно воопшто. Значи на таквите луѓе не им е местото во еден совет на било која општина, затоа што советите ги водат општините, го водат градот. На таквите луѓе, ај сега да не прејудицираме, и тоа точно гледачите ќе сватат каде им е местото. Можеме ли да кажеме дека научивме голема лекција после трагедијата во Кочани или уште не сме научили? За жал не сме научиле уште, затоа што јас јавно и кажав сочувство до сите, поготово за загинатите, упатувам молба до возвишениот Господ Аллах да се смилува кон нив и да нивното место биде рајот. На семејствата им посакувам трпение, затоа што тие со таа болка ќе си останат се додека се живи, меѓутоа не смеат да дозволат некој заради нивни интереси да ги политизира
како што гледаме дека ги политизират, дека случајот треба да се политизира, да се политизира, меѓутоа во смисол на тоа да политиката не остави ниту еден што има прст во таа ситуација да биде неказнет, да не го плати тоа што го направил. Затоа што сепак ова влада, без разлика на кој му се допаѓа или не е битно, меѓутоа ова влада покажа нешто, покажа голем интерес и се труди да навистина доведе нешто на виделина, иако се зависи од правосудните органи и од судството, за кој јас чисто се сомневам дека ќе ја доведат вистината до крај и секој еден да го заслужи, да го добие заслуженото, затоа што предходно во Република Македонија, за жал, последователно не следат такви немили трагедии, тешки трагедии, за кои предходната власт ги премолчи сите, едноставно. Се премолчи Беса Транс, каде што загина, изгореа, исто така 44 или 45 луѓе, цела фамилија од 11 луѓе, и то за неколку секунди, и да заврши сето тоа Господ така сакал. Пазете, одговорот... Модуларната болница исто така. Модуларната болница исто така. За модуларната ќе кажам уште нешто, Дурмотурс исто така, а во модуларната, што е најтрагично, цела влада се искорзира низ останоците на изгорените делови на модуларната, она што имаше останато во модуларната болница, се испрошета, се искорзира и тоа заврши се тука. Така да, моја порака, без разлика кој колку и како ги напаѓа, политичарите актуелни, тие не треба да воопшто се вознемируваат од тоа што некој ги напаѓа за вакви и такви, тие по секоја цена ова мора да го завршат така како што треба, за во иднина немаме повеќе вакви случаеви и да не велиме Господ така сакал. Најлесно е вината да му ја префрлиш на Господ. Меѓутоа, Господ ќе му даде и на сите такви уште нешто полошо што јас не му посакувам на никој. Да, апсолутно, ова е шанса, за жал, трагедијата е шанса за да ни се врати вербата во нашите водачи, да речеме, шефови на институции, клучни институции, сервис на граѓаните. Господине Велио, вие сте еден од ретките поранешен муфтија, теолог, кои се гласни прилично на тема критикување на верските заедници, особено познавањето ваше на тема исламската верска заедница, логично, нели? Сте и гласни во иницијативите за реформирање внатре, меѓутоа пред да влеземе во овој дел од темата вечерва, сакам да зборуваме за она што е на светско ниво најактуелно, имено според последните информации, последниот напад на Иран кон Израел, според високи функционери во Израел, е веќе на некој начин практично доказ или одлука дека треба да се размислува или да се делува на терен во насока на ликвидација, ако е тоа правиот збор, на Ајтулахот или врховниот лидер на Иран. Се надевам не го сгрешив зборот. Што ако се случи ова? Ништо. Пардон, се извинувам. Вака, скептично велам, мислам... Али Хамнеи е првниот. Ништо, затоа што овој проблем воопшто, не е сегашен проблем, не е проблем кој може да се реши само со сегашната ситуација. Овој проблем не се решава само помеѓу Ајатолахот Али Хамнеи и Бенјамин Нетањаху, туку проблемот треба да го решат сосема други структури, односно оние кои го предизвикаа, затоа што овој проблем не е од денес. Овој проблем точно, дефинитивно документовано, се повлекува уште од 1916 година од договорот Сайкс-Пикотовиот договор, 1916, каде што спрема мене беше првото полувреме, сега 2000-та година навамо се игра второто полувреме. Така да, тој договор, таен договор,
има неколку позиции кои треба да ги реализира за да можат да владеат со светот. Прво, например, е многу битно гледачите да дознаат што се случуваше и која е намерата на тој договор. На тој договор. Да, прво, апсолутно. например, Сакам да чуем. на прво место е територијата. За која територија се однесува тој договор? Значи, 1916 се однесува за Блискиот Исток. Го потпишуваат кои? Ке кажам. Значи се однесува за Блискиот Исток, односно после Блискиот Исток после распаѓањето на Османлиската империја. 2000-та година и наваму тој договор веќе се проширува и се однесува на Украина, Иран, Сирија, Ирак и источната Европа, источна Европа. Значи се проширува. Второ, кои се актери во овој договор? Значи во 1916 актери се Велика Британија, Франција и делумно Русија. Сега 2000 година наваму актерите се менуваат, меѓутоа малку, со тоа што еден од актерите е Соединетите Американски држави, Израел, Русија и во позадина Велика Британија, Франција и Германија. Меѓутоа, во последните моменти, последната година, и кај актерите добива една друга форма, затоа што Америка веќе не е тој играч кој го посакува тоа со доаѓањето на Трамп како претседател на Соединетите Американски држави, работите се менуваат, затоа што претседателот Трамп уште при кампањата за неговиот избор беше многу јасен дека јас ќе направам се да ги завршам сите војни во светот. Значи, и кон тоа претседателот Трамп цели и јас сум убеден дека ќе успее, без разлика што многу малодушни луѓе претседателот Трамп сакат да го окарактеризираат како ваков или онаков. Јас сум сигурен и убеден дека претседателот Трамп е страшно паметен човек и ако следите дека од 13 па наваму ниту една изјава не се поклопува со претходната што ја дал. Односно, ако даде секоја минута изјава, ќе му бидат сите различни. Зошто? Затоа што тој е многу паметен дека овие не смеат да знаат која е неговата последна цел. А неговата последна цел е да ги смири сите војни во светот, иако и Иран, и Израел прават се и се што за да ја вовлечат Америка повторно во војна. Односно, Иран како посредник за да ја смири или миротворец, додека Израел како директен учесник во војната од израелска страна. Значи, ова се двата тие круцијални ситуации. Меѓутоа, понатаму имаме и ситуација вели, која е целта? Значи, 1916 целта е за територијална поделба, додека 2020 година е за геополитички прекодирања и припетумување на луѓето. Начинот, 1916 начинот е мандат, или како кај нас што е сега модерно, нели, со нашите соседи бугарите, администратори, окупација или директно владење, додека 20 година наваму е војни, инструментализирани режими, посреднички сили и техничко-технолошки влијанија. Вие повеќе зборувате за овој, значи, да речам, теоретскиот, по-филозофскиот дел, вториот но дел, тука да не ги забораваме нафтините моментите, тоа е веќе друга парите, па затоа велам влијанието, значи техничкото влијание и на крајот доаѓаат резултатите. Резултатите на крајот се 916 е формирање на вештачки држави или државички во цел арапски свет, а 2020 година, 2000-та година и наваму е формирање на контролирана проблематика.
или контролирани постојано ситуации, предизвикувачки тирани за предизвикувачи и кои пасивни актери. Односно, тоа би било како сега, например, кој е најмногу влијателно на Балканот или во Источна Европа, да, вие ќе бидете влада, меѓутоа ние ќе владееме. Сето ова се работи за интереси на големите корпорации, големите компании, затоа што сега кај Персискиот залив има еден теснец, Хурмиз, тоа на арапски оригинал, Ормуз, така. Теснецот, кого го контролира Иран. И ако Иран тука пресече, треба да сватите дека каква катастрофа ќе се случи во светот. Значи, сите резерви во светот, било каде, за нафта, за природен газ, имат само 7 дена резерви. Немат ниту грам повеќе. Единствено НАТО има резерви за 30 дена, меѓутоа и 30 дена се тие. Да. Така да, се ова кога ќе се свати, ќе видиме што се случува. Зошто? Затоа што 1979 година во Иран се случува револуција. И од република, Демократска република или не знам каков беше тогаш називот на Иран, се прави Исламска република Иран. Меѓутоа, Исламската република Иран не е формирана во Иран, туку Исламската република Иран е формирана во Париз, односно во Франција. Таму е направено... Тоа се овие контролиранчки проблематики, каде произлегуваат, кога некој друг... Тоа е, значи, направено во Париз, значи, Хомеини со авион како на тацна се носи во Техеран, и цела негова тогашна влада од молите, и првата изјава, значи, од кога слета во Техеран на Хомеинија, ќе види тој шејтано што ќе му направам за Израел. Значи, Израел во ова состојба го зајакна Иран. Значи, затоа што Иран почна да пушта Хезболах во Сирија, Хезболах во Либан, Хамас во Палестина, не знам, хутите во Јемен, а од тоа Израел бараше, значи, причина да каже дека ќе ме нападнат, сум опколен, и цел свет, значи, му помагаше, го наоружуваше, значи, сите, и едната и другата страна работат за трети интереси кои, за жал, ние се уште не ги знаеме, односно се поголеми политики. Меѓутоа, најжалосното во сето ова е тоа што страда обичниот народ, затоа што израелците не се навикнати, досега не беа навикнати да ги минуваат деновите во скривници. Многу лесно утре за утре може да стане цел народ да рече што ми е гајле мене за Иран, дека ти како Нетањаху сакаш да го мениш режимот во Иран. Кој си ти на крајот на краишта да го менуваш режимот во Иран? Или обратно, иранците, значи, плюс во Иран населението, граѓаните, народот, популацијата на Иран се од различни етнички заедници, од различни племена. Например, северот на Иран, према границата со Азербејџан, многу луѓе не ги знаат овие статистики онака како што треба. Значи, на северот на Иран живеат 35 милиони азери и 10 милиони туркмени, на кои не име гајле многу воопшто за политиката на ајатолахот или за ова или за она. Трето, може да се случи повторно една голема бегалска криза со која Европа, значи, не ке може воопшто да се справи, таа не може да се справи со бегалците од Сирија, па со Украина и сега, меѓутоа, овде се работи за цифра од 50-60 милиони луѓе. Така да, повторно страдаат невини луѓе, страда обичниот народ. Малку, да, ова одлично го изложивте, многу објективно и многу нови моменти кои еве јас за овој договор не знаев од 1916, впрочем не сум навлегла толку подалеку. Ајде одиме малку подлабоко. Зошто подлабоко? За пред да го оправдаме и насловот на вечерашната емисија. Имено 2010 година Ватикан пишува отворено писмо дека
Исламистичките фундаментални напади против христијаните се зголемуваат речиси на секаде. Ова стои во писмото. А подемот на политичкиот ислам во арапскиот, турскиот и во иранскиот свет се јасна закана за сите, и за христијаните и за муслиманите. Во документот од Ватикан меѓу другото пишува дека муслиманите често не прават разлика меѓу религијата и политиката, а со тоа ги доведуваат христијаните во несигурна позиција и покрај тоа што христијаните живееле на тоа тло, се мисли на Блискиот Исток, многу пред да се појави исламот. Дали ова е тоа што сега го гледам? Не, нема врска, воопшто, никаква врска. И на крајот на краиштата, ако ние ја знаеме констелацијата на Ватикан, како е формиран Ватикан, од кои причини е формиран Ватикан, како го расцепка христијанството и што Ватикан, прво, какво зло во текот на историјата им нанесуваше на православните, тогаш навистина нема што да се коментира за изјавата на папата на крајот на краиштата. Терминот света војна или Holy War произлегува од Ватикан. Крстоносните војни произлегуваат од Ватикан. Зошто православните немаат крстоносни војни? Значи, меѓутоа, ова е политика, таја западна на тие вредности, западни вредности, кои секогаш на секаде низ цел свет напаѓаат и на крајот испаѓаат дека тие се жртви. Значи, воопшто нема никаква врска помеѓу исламот и христијанството, а најмалку, значи, нетрпеливост помеѓу муслиманите и православните христијани. Напротив, Ватикан, нека ми простат, меѓутоа напротив, Ватикан, кога ќе примети или почувствува дека исламот и православниот свет се приближуваат, тогаш тие настапуваат. Значи, така беше за време на владењето на Султан Сулејман Величенствени, кога имаше многу добри односи со Русија. Исто така, истото се случува сега кога Ердоган има многу добри односи и со Путин и со Володимир Зеленски. Така да, овие сакат да бидат единствени владетели во светот, што едноставно луѓето се толку паметни да тоа нема да го прифатат. Исто така, терминот фундаментализам не произлегува од исламот, туку произлегува од точно западниот свет, од католичкиот свет. Зборот протестанти, например, кај нив има протестанти во исламот и во православието нема протестанти. Самиот збор протестант, значи треба да ни укаже на се. Така да, во овој смисол и во оваа ситуација воопшто не се работи за војна помеѓу исламот и христијанството, туку се работи, туку е војна за интересни цели, односно за профит. Кој повеќе ќе профитира? Да, но имаме еве од затоа што, на пример, еве Хамас во Палестина по виците со обединување на муслиманскиот свет. Тоа е само реторика, затоа што Иран, значи најголемото зло им го прави на муслиманите. Значи на припадниците на сунитите. Сунитите се најголемиот број на припадници на исламот во светот, скоро 90%. Значи Иран најголемото зло им го перманентно, значи од доаѓањето на Хомеини, на ова исламска република, значи Иран се концентрирани само да му нанесат зло на традиционалниот, ортодоксниот, нормален ислам. Политички ислам нема, значи тоа е сосема погрешно толкувано и представено од страна на папата, значи така да јас би сакал на ова тема и на вакви теми да разговараме со некој кој е... Да ги спротивставите мислењата практично. Да ги спротивставиме мислењата. Да биде една фина борба на аргументи. Да секој го каже своето размислување и после аудиториумот. Да, тоа е одлична идеја, можеме да организираме таква дебата, бидејќи де факто тоа се продава како приказ. Затоа што Ахтнамето на Султан Мехмед Фатих кога доаѓа во Босна, Ахтнаме значи гарантно писмо. Добро.
значи, под напишано негова рака, која и ден денес се наоѓа во еден манастир во Босна, сега во моментот не можам да се сетам на манастирот, тоа Ахднаме е гарантно писмо од самиот султан, кој вели дека на христијаните, јас сум гарант за животот, имотот, верата и се што е на христијаните. Така да не може некој да го напаѓа исламот, значи исламот како вера, а не некого кој се представува како муслиман и прави се и се што. Значи исламот е сосема нешто друго, а сосема нешто друго е некој што носи муслиманско име, а прави милион лоши работи. Да, апсолутно издржано објаснување. Добро, како ќе заврши сето ова? Ке се спогодат. Израел, Иран. Ке се спогодат. Нема да летна глава на ниеден лидер? Јас мислам дека ова правото прашање? За да се заврши ова ке летне во политички смисол, значи Да, во политичка смисол. Да не прејудицираме, главата на еден од тројцата лидери, како се алудира политички. На тројцата мислите на кои? Мислам израелскиот, на преседателот Трамп, на ајатолахот Хамнеи и на Бенјамин Нетањаху. А јас, значи моето размислување, што не мора никој да го дели, мислам дека Бенјамин Нетањаху ќе биде тој чија глава ќе летне, затоа што во Израел, значи овај насила останува на власт и насила предизвикува проблеми. Пред 13 сега јуни, цел свет веќе беше насобран, значи писмейкери или миротворци, луѓе кои сакаат мир од цел свет, веќе на границата со Израел и Египет, кои сакаат да влезат во Израел, во Палестина, за да му стават крај на нападите и на зверството што се случува во Газа. И од немај каде што да им прави на овие луѓе, затоа што не можеше да ги убие овие луѓе, како што ги убива другите, тогаш го нападна Иран. А Иран перманентно... Тука морам да ве прекинам, ќе биде необјективно ако не кажеме и дека самата Хамас ги изложува како жив штит цивилното население, особено децата. Не, Хамас не ги изложува. Па им ги одзема и медикаментите и храната од хуманитарните сакам друго да кажам. Значи, Хамас, јас уште кога почна војната 10 дена бев на емисија овде, кажав дека чија творевина е Хамас. Значи, јас немам апсолутно да не помисли некој дека го штитам Хамас, него палестинците се таков народ кои ќе загинат до еден и нема да избегаат. Значи не се како сиријците, не се како сега иранците кои избега од Техеран сите, палестинците до последниот ќе останат и нема да избегаат. Ниту едно палестинско дете во Газа не побара милост од ниту едно видео нема да побараат милост од Нетањаху. Значи тој е таков народ, во тој смисол сакав да го кажам ова. Меѓутоа, за ова што се случува, значи, било во Палестина, било во Иран, било во цел тој Блиски Исток, значи, се виновни точно подеднакво Иран, Хамас, Хезболах, Израел се апсолутно под виновни во иста мера. Очекувате дека наскоро ова ќе се прекине, ќе им завршат ракетите. Затоа што тие се физички далеко некаде просечно 1600-1700 километри, значи најдалечната точка е 1800-1900 километри, најблиската е 1100. Ке им завршат ракетите, со војска, значи никој не може да влезе ни едниот таму, ни другиот таму, така да кога ќе им завршат ракетите, а ракетите, богами, една ракета кошта најмалку 3-4 милиони долари, така да нема кој да им ги даде. Ке им завршат ракетите, меѓутоа ќе паднат и нивните влади, затоа што народот нема да... Но индикативно е тоа што на 13, како што реков, со дронови кои се произведени внатре во Иран, значи во Иран, израелски дронови, произведени во Иран, се напаѓа, значи, Иран, за еден ден, два се убиваат повеќе од 20 високи личности со генерал штаб, со командант на генерал штаб, научници. Ви пазете, значи, не случајно, туку директно во спалната соба со пиджами. Сега, овај
знае што се случува, лежи со пижами, спие дома. Значи се ова е толку изфингирано, толку направено како шаховска табла, во секој момент се знае која фигура каде ќе биде и на крајот на краиштата, вака сега секој еден треба да знае дека во крвотокот на контраобавештајните служби на Иран најголем дел завзема Мосад. Така. Така да. Јасно, добро, тоа е тоа кое што и фино едноставно го објаснете за да може да не разберат сите. И сега пред да направиме пауза за реклами, ќе влезаме конечно дома и она за кое што вие сте меѓу најрелевантните и меѓу ретките кои што зборуваат на оваа тема јасно и гласно. Повод за идејата за да дојдете па и за се да позборуваме една од последните анализи на Призма, односно Бирн, на тема зошто немаат институциите увид во парите на месечно годишно ниво на Исламската верска заедница, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Меѓутоа, кога ќе се спомени името на Плуми Велију, меѓу другото се и ланската иницијатива за реформи, гласното говорење, например, септември 2024 отворено писмо до јавноста ќе кажете дека на ИВЗ потребни и се како иницијативен одбор итни коренити реформи, од и таа сега делува како клан на неколкумина кои со неа прават што сакаат. Што се случува сега таму? Еве од тој септември до сега има ли некакви промени? Од тој септември до сега можам да кажам слободно дека иницијативниот одбор за реформи на Исламска заедница функционира безпрекорно. Добро. Што значи тоа? Па сме доволно организирани, сите веќе верски службеници ги очекуваат промените, значи го прифатија сето она што ние го кажуваме. Имаме исто така председател на иницијативниот одбор е еден прекрасен човек. Дали промената на власт, односно конечното исчезнување на Дуи од владеачката политичка сцена, ви беше помош на некој начин во целава оваа стратегија, бидејќи де факто кланот внатре имаше тесна релација, освен со некои внатрешно криминални структури, па и со политичките Дуи фактори кои со Дуи се уште не е заминат. Значи, Дуи се уште не е заминат од власта. Значи, јас ова јавно го кажувам и го имам кажувано секаде. Во ИВЗ мислите власта или? Воопшто. И во ИВЗ веќе е 100%, меѓутоа и во државните институции уште има остатоци, и то добри остатоци од Дуи, кои се уште во разноразни функции и позиции. Исто така, за жал, значи, има и луѓе кои се ја смениле само униформата, значи изгледот, меѓутоа уживаат високи функции во сегашната власт, а се работат за Дуи. За интересите на Дуи, односно работат за оневозможување на новата влада која ја сочинуваат ВМРО со коалицијата и Влен од другата страна, да иставаат, значи, препреки и сопки за да не може да успее во намерите, а намерите кои се најбитни, барем така јас ги перцепирам работите, борбата со криминалот, а криминалот во Република Македонија, за жал, го има насекаде и тешко ќе оди, меѓутоа кога се сака, едноставно нема ништо што не може да се реши. Така да, Дуи е во Исламска заедница, Дуи се уште е во власта, Дуи е се уште во правосудниот систем на државата, сакате во обвинителство, сакате во сите судски инстанци, па дури и во Врховен, и во Уставен суд, насекаде, значи, јас ке ми се налутат, меѓутоа, за жал, покрај тоа што има толку многу корумпирани, значи, луѓе во сите ситуации, другата болест и другата болка е тоа што има многу неписмени. Така да, реформите во Исламска заедница ке бидат, меѓутоа не само реформи
во смисол на кажан збор, дека да, реформи ќе има, туку реформите ќе бидат коренити, почнувајќи од промената на уставот на исламската верска заедница и после тоа врз основа на новиот устав на исламска заедница донесување на сите нормативни други акти, правилници и било што друго. Тоа значи дека иницијативата... Меѓутоа, само се извинувам, меѓутоа тука државата треба да ја одигра и државата својата улога, јас јавно имам кажано. Значи, промена на законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група и секако реорганизирање на комисијата за односи со верските заедници, кон луѓето навистина немам ништо против. Прво не ги познавам, меѓутоа таа комисија во моментот функционира само за да вдоми 10 или 15 луѓе додуше и не знам. Сакате да кажете? Да, проформа. Така да таа треба да се трансформира во сериозно надзорно тело, во Министерство за вера или најмалку во еден владин секретаријат. Некој ќе каже дека ова се мешање политика и вера или не знам секуларност на државата, што нема никаква врска, значи со секуларноста, затоа што секуларноста не е идеологија, туку е принцип. Принцип. Ако сакате, земете Србија, земете Германија, земете Норвешка, земете ги напредните држави, како таму функционираат верските заедници, па да најдеме еден модел. Меѓутоа, најбитно е тоа што верските заедници треба да постојат за верниците. Кај нас е обратно. Верниците постојат за верските заедници. И тука е проблемот. Да ќе го објасниме и ова, само уште пред рекламите, кратко. Ова значи во мај 2025 коментар исто предпоставам на иницијативата е дека е обезличена ИВЗ, вината ја сноси и Уставниот суд и ДУИ, тоа е веројатно после одлуката на Уставен суд за средното верско училиште. Ми беше повеќе прашањето обезличена, тоа значи дека може да се врати. Па обезличена затоа што тогашната влада под раководство на тогашниот времен премиер или технички или како сакате нека биде, Талат Џафери, значи Талат Џафери воопшто не е виновен тука, под притисок на неговиот комше или соселанец Шакир Фетаху, се од Искрај, едниот од Чегране, другиот од Форино, меѓутоа се едно тело, како едно село, направија да шестогодишното училиште, средно теолошко училиште, средно теолошко исламско училиште Иса Бек Медреса, ја згаснат, ја избришат во Кондово, ја избришат од регистарот на постојање и наместо неа формира приватна гимназија со име Иса Бек Медреса. Значи приватна гимназија со Иса Бек Медреса. Ние мора да го вратиме медресето онака за што е и основано, за да произведува кадри за потребите на верниците од исламска вероисповест. Значи медресата може да функционира, за тие што ќе свршениците на медресата да се запишуваат и на други факултети, меѓутоа на факултети соодветни кои се со нивната вокација, значи социологија, психологија, филозофија, педагогија, меѓутоа кои сме ние и значи која е нашата потреба да собираме пари од верниците, значи секој Рамазан, Садекатул Фитр, Зекат и сето, и да произведуваме кадри за потребите на полиција. Значи медресата е специјално училиште кое треба да произведува кадри за потребите на верниците, односно за потребите на џамиите, на другите установи и да произведува квалитетни кадри. За жал, сегашната состојба е тоа што не произведува квалитетни кадри, затоа што, за жал, во медреса се запишуваат повеќето оние кои што не можат да се запишуваат во други училишта, каде што не ги исполнуваат условите, не исполнуваат бодови, не исполнуваат ова. Мене ми е многу жал. И затоа сега имаме ситуација да имамите земаат 7-18 денари плата, осигурани не се никако, не се пријавени ни во фонд за пензиско и инвалидско осигурување, не се пријавени во фонд за здравство и едноставно се подложни на разноразни надворешни влијанија. Ке зборуваме за надворешни влијанија, тоа е нешто што го дискутиравме пред да влеземе во студиото, правиме многу куса пауза за реклами, останете на Алфа, за неколку минути пак сме тука.
Добро дојдовте назад. Верувам дека и него сменивте каналот со оглед на рекламите, бидејќи имаме интересен гостина и интересен муабет. Вечерва во За или против е поранешниот муфтија и теолог господинот Плуми Велију. Дали сте поранешен муфтија заради тоа, никогаш веројатно не сум ве прашала, заради овие криминално инфилтрирани, структурално лошо поставени Па да, прво, значи од тука почнуваат несогласувањата помеѓу мене и тогашниот претседател на Исламска заедница. Битола како муфтиство и како град уште за време... Заборавивме да нагласиме дека сте од Битолското муфтиство. Како град и уште за време на османискиот период е град кој имаше најмногу ваковски имот. И јас успеав да вратам добар дел, меѓутоа... Ваковски имот значи што? Имот на џамијата или на... Да. Завештан имот. Меѓутоа, онај што е национализиран. Меѓутоа, во однос на она што е земено, што е национализирано, ова е минорно, односно со една пазарна цена на одземениот, национализираниот имот на Битолското муфтиство. Слободно јас ангажирав и ревизорска куќа, некаде се работи за околу 250 милиони евра во пазарна вредност. Значи, меѓутоа тој имот не постои. Државата инсистираше да не го враќа имотот постоечки или замена извид од извид, инсистираше да помине многу полесно со тоа што даваше обврзници во цврста валута, односно во евра. Јас не прифаќав да прифатам обврзници, затоа што на крајот на краиштата тој имот не го оставил татко ми, туку е имот на сите верници. И тука пукна филмо и веќе тоа беше, што јас не прифатив ниту еден денар, значи обврзница, односно мојот став беше да се бориме, да го вратиме, па макар и 1 сантиметар да е, да ние на генерациите после нас им оставиме имот за да можат да функционират безпрекорно и да не ги малтретираат верниците секој петок, дај пари за струја, дај пари за вода, дај пари за ова, дај пари за она. И секако имамите, верските службеници, кои се најголемиот фактор во одвивањето на еден нормален верски живот во било која држава, поготово во Македонија, и најголемиот фактор за меѓучевочките односи во градовите или во државата во која што живееме. Значи, ниту ријасет на Исламска заедница, ниту САС или Свети архиерейски синод, ниту епархи. Значи, најголем фактор во одржување на меѓучовечките, меѓуверските односи во државата се имамите, значи оџите и свештениците од МПЦ. И затоа тие во верските заедници треба да го имат приоритетот, да бидат на врв, а не како што е сега, тие се најдолната класа на граѓани, да не ме разберат погрешно, на плата од собствените институции. Значи, не може еден Сакате да кажете дека владиците, односно челниците на верските заедници се тие кои се офајдани од позициите. Значи, тие се 10-15 луѓе кои страшно живеат во еден невиден раскош, додека оние што верата и верниците, буквално еве символички да кажам, ги носат на својот грб, се луѓе кои буквално не можат да состават крај со крај, не дај Боже некој да има потреба да оди на лекар, а да не зборуваме за школување на своите деца или своите фамилии, и едноставно така се приморани да потпаѓаат под разноразни влијанија, идеолошки, политички или секакви влијанија. Да, тука сте апсолутно во право. Пред да одиме кај влијанијата, например, што ги гледаме или не ги гледаме во рамките на МПЦ, што ги гледаме или не ги гледаме во рамките на ИВЗ. Иницијалниот момент беше неприложувањето на годишни сметки од страна на овие две најголеми верски заедници или нели најдоминантни во Македонија. Зашто вие во неколку наврати ќе кажете и јавно, меѓутоа и медиумите пишуваат дека државата практично кога е прашана на оваа тема
каде се завршуваат парите на верниците, зошто нема трага, зошто не ги гледаме овие годишни сметки од страна на МПЦ и од ИВЗ, никако како да е немокина. Вистински е немокина или одговара ваквата ситуација? Му одговара ваквата ситуација, за жал. Прво, јас сакам да им честитам на тие што го сработија она од Бирн. На колегите добро. На колегите ваши Поздрав од Бирн. Секоја честитка, секоја чест, затоа што се охрабриле да зборат за една вистина која е многу болна во Република Македонија. Меѓутоа, јас не можам да разберам или сум толку глуп, па неписмен, да Централен регистар каже дека верските заедници во Република Македонија не можеле да утврдат дека верските заедници МПЦ и ИВЗ оствариле приход повеќе од 2.500 евра годишно. Кога една плата на едниот верски лидер, било на МПЦ, било на ИВЗ, една плата за еден месец чини повеќе од 2.500 евра бруто. Зашто зборуваме? А да не зборуваме за имотите кои ги рента, да не зборуваме за хотели, за ова. Сега, државата тука има луѓе кои не сакат да се соочат со ова реалност, ама знаете, тоа е верска заедница. Ако е верска заедница, не може да дозволиме да биде најкриминална верска заедница. Или пак, верските заедници се регистрирани по принципот, по законот за непрофитни организации. Кажете ми во Македонија, кој директор на непрофитна организација или која непрофитна организација не е најпрофитна? Точно е. Сите тие организации се најпрофитни организации, затоа што имаат милион начини за манипулации на УЈП, на Министерство за финансии или на не знам што, на не знам што. Така да, прво е срамота верските заедници да пред своите верници го кријат извештајот, финансискиот извештај, затоа што ако се тие, како што велат, ние сме чисти, ние сме педантни, ние сме во ред, тогаш од што се плашат? Од што се плашат? Исто така на вашите колеги од Бирн не им ги дале точните податоци. Значи, не им ги дале точните податоци и сите тие податоци се обиделе да ги лажираат, затоа што... Да, пред 5 години на антикорупцијска е бил даден документ и дека на ИВЗ е исплатена државна обврзница од над 9 милиони евра. Да, тоа го даде, значи, Министерството за финансии по наше инсистирање, затоа што ние поднесовме кривична пријава до организиран криминал со 117 докази за огромен криминал и некој се повикува тоа е верска заедница. Ако е верска заедница, што значи треба да им се дозволи да прават што сакаат? Например, ДКСК откри дека од 1.1.2013 до 31.12.2018 во исламска заедница од страна на државата влегле 9 милиони 100.000 евра кои влегле и повеќе не им се знае трага каде завршиле. Меѓутоа, што е со тоа е време на владење на ДУИ и се согласува со она што го зборите дека е обезличена. Да, што се случува со тоа што било пред, значи 2013 и после 2018 година. Исто така и за МПЦ. Зошто овие луѓе да кријат со колку пари располагаат? На крајот на краиштата тие не се нивни пари. Тоа се пари од вакуфскиот имот, а вакуфскиот имот значи Божјиот имот. Значи, тој е имот на Бога, кога верниците го оставиле во името на Бога, во името на Аллах, во името на Господ, како сакате наречете го. Значи, кој треба да им служи на верниците? За џамии, за цркви, за верски учители. Меѓутоа, некој да се дрзнува и да се однесува арогантно, што имате вие да се мешате во верските заедници, тоа е затоа што, ако, например, државата не се меша во верските заедници, тогаш јас можам слободно да постапувам, мене верата ми налога на лопова да му сечам раката, па да земам катана сега и сите лопови да им ги сечам рацете, така? И да државата, не, јас сум муслиман, мене верата така ми вели. Така? Или одмазда, крвна одмазда, или... Да, тие некои формални рамки... Значи, да, верата, да, никој не вели да државата се меша во внатрешната организација на верските заедници, во проповеди, во предавања, во вазови, во учење. Меѓутоа, државата има
закони, верниците треба да знаат каде се нивните пари, за што се трошат нивните пари, затоа што тие секој ден, значи, одвојуваат од устата на своите деца за да дадат за џамијата или за црквата и некој да ги краде нивните пари или злоупотребува нивните пари. Нека кажат едната и другата верска заедница, и ИВЗ и МПЦ, дали можат да докажат дека на еден верник, било муслиман или христијанин, му дале помош од своите пари. Значи не од донации, не од собирања од црквата или од собирање од џамиите. Организирање на хуманитарни акции, туку едноставно од своји пари дали на некој му дале помош во Република Македонија 10 денари. Ако ми докажат дека му дале 10 денари од своји пари, јас повеќе нема никогаш да зборам на оваа тема. Ќе се извиниме јавно. И ќе се извиниме и нема да зборам на оваа тема повеќе никогаш. Дека докажат дека 10 денари, не повеќе, на некој му дале. Меѓутоа нема. Еве јас немам слушнато, повторно нека просто тако не знаеме, можеби не сме информирани. Тоа е тоа. Затоа ние како иницијатива за реформи во исламска верска заедница, која во моментот се на чие чело е професор доктор Беадин Амети, значи фантастична личност кој никогаш не бил во некоја функција во исламска заедница, бил само професор на факултетот за исламски науки. Добро. Бараме, значи да, ни се приклучат и сите оние кои се уште се скептични во сета ова наша активност, со тоа што, значи ќе се бориме да се смени уставот на исламска заедница, да се направи устав онаков каков што и треба на исламска верска заедница, да исламската заедница функционира безпрекорно и да биде во служба на верниците, а не верници да бидат во служба на еди кој си од исламска заедница, да се грижи за се во врска со верниците, било за здравје, било за школство, било за имот, било за храна, било за секој проблем со кој можат да се соочат верниците и на крајот на краиштата, значи исламската заедница да биде таја каде што верниците ќе можат да се ослонат. А во секој случај верските службеници, оние кои го носат на својот грб верскиот живот во Република Македонија, бидат во непривилегирана, него на позиција која што навистина ја заслужуваат. Не може еден верски службеник оđe од било каде, значи кој 5 пати оди денес во џамија, да зема 19.000 или 17.000 плата, а некој референт да зема 1.000 евра плата. Тој референтот ништо не работи, а овој цел ден, значи се грижи за верскиот живот и за цел општо живот на своите верници во џематот каде што е. Да, некоја институција државна, можеби синдикатот ќе се кренеше, зашто мулчат имамите и пониското свештенство. Тоа ми е прашање. Па се хендикепирани тука, не се организирани на ова, и значи се уништени сите форми на организирање на верските службеници. И на крајот на краиштата, ако некој од верските службеници, значи имамите доđете, јавно се изјасни дека да, јас сум за ваквите промени, за ова иницијатива, за не 24 сати, за 24 секунди ќе го снема од работното место. Значи на тој начин се оди, на тој начин им се осветуваат, ги бркаат од работа. И се нормално луѓето кога имаат деца, имаат фамилии, не можат да си дозволат да останат на улица или да ги остават своите деца гладни. И по тоа после потпаѓаат под разноразни влијанија. Ајде уште за влијанијата, иако сакав и малку да ве искористам, условно кажано, во политички правец и проценки, но нема да имаме време. Какви влијанија има во ИВЗ, какви влијанија има во Македонската православна црква архиепископија? Сега јас да не прејудицирам многу, меѓутоа повеќе од очигледно е, значи со промената на името на Република Македонија или она што и предходеше на промената на името на Република Македонија со мајката црква Бугарија, не знам ова, не знам она. Во МПЦ, барем моја детекција, дај Боже да грешам, има разноразни влијанија, српски, бугарски, грчки, руски. Меѓутоа, за разлика од исламска заедница, во МПЦ влијанијата се кај највисоките фигури на МПЦ, кај владиците и не знам кој, додека во исламска заедница
кај високите фигури на исламска заедница струјања вакви идеологии немаат влијание затоа што единствена нивна идеологија е криминалот и парите. Значи тоа има влијание. Што е внатрешна идеолошка. Тоа е значи влијанието. Да се насмееме на црниот. Додека влијанијата се оставени кај обичниот народ и кај обичните верски службеници и тие морали или не, значи се нафаќаат на вакво или онакво влијание за не знам тука кои за причини. лесна подводливост как на исламска држава, не знам, или регрутирање на разни мада сето тоа реално нема ништо, но луѓето од X причини, еве кои што ги наведов, се приклонуваат кон ваква или онаква некоја. Тоа не може да биде опасно, тоа е вашата проценка во Македонија, во Македонија нема, јас повторно ќе кажам, нема исламски радикализам, нема исламски фундаментализам, има обиди, значи има обиди за да се навлезе и да се направи тоа нешто. Во моментот се уште можеме да речеме дека има поконзервативно представување на исламот или живење на исламот, поконзервативно, а не значи радикализам или такви случаеви. На крајот на краиштата, она што се случуваше имаше неколку апсења во Гостивар, во Струга, за припадници на исламската вероисповест. Тоа се градови, значи кај што од каде што потекнува и самиот поглавар на исламска верска заедница, кај што беше муфтија. Така. Значи, ако тој својот град не го средил, не го решил од тие влијанија, како може да ја реши државата? Одлична порака за крај. Не дискутиравме политички, односно за политички интересни, условно кажано, и дневни, и теми кои доаѓаат како локалните избори. Кажам една реченица само за политичарите. Да, може една реченица и за да биде тригер, што би се рекло, за да ни дојдете пак. Сегашната власт, сегашните политичари актуелни треба да се ослободат од улезите што се уште ги имаат од минатата власт, едно, и треба 35 минати години да им бидат пред очи во секој момент, значи да не ги забораваат случувањата од пред, значи за цел овој 35 годишен период, за да можат да успеат државата да ја насочат на вистинскиот колосек и на вистинскиот пат. Да не ги повторуваат грешките од минатото кои не доведоа до тука. Значи една грешка која повторна, таа веќе ќе повлече и друга, и трета, и четврта, и петта, и повеќе нема враќање назад. Значи не смеат да дозволат ниту една грешка. Значи ниту една. Ако дозволат една, тогаш нека си ги кренат рацете, нека се предадат и господине Велиу, велиме Аллах Керим. Така е. Ви благодарам што одвоивте време да анализирате, да не информирате и да не едуцирате овие изминат еден час. Јас уживав. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Секако мене ми е задоволство да бидам ваш гостин на вашата телевизија. Иако додуше само вашата телевизија ме поканува. Да, тоа е интересен еден феномен. Па, сега може би се плашат луѓето што знаеме. Па, добро, да видиме сепак промените се неопходни во медиумскиот живот во Македонија, не само во политичкиот. За се она што го зборувам, јас се јавно кажам, одговорноста си ја носам јас. Ниту медиумот, ниту куќата, ниту пак водителот на емисијата не треба да ја живееме во демократско општество каде што слободата на говор е загарантирана, барем во тоа веруваме, досега не ни се удрило по глава и на мене не. Меѓутоа, ние тоа слободно демократско општество досегашните политичари го сватија како слобода без граници да можат да прават што сакат. Да, точно. Знаеме и политичари од минатото кои никогаш не дојда и сега не доаѓаат во овој медиум, иако имаат публика која ги гласа и тука на Алфа, но тоа е друга тема. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани, се надавам дека со внимание не слушавте и се надавам дека ви понудивме интересни анализи, господине Велиу. Јас и мојата маленко со прашањата се надавам дека потикнав да го чуете она што е неопходно. Гледајте Алфа и гледајте за или против јутре.